И во пензија на работа се повеќе трговски сенџери бараат исклучиво пензионери. Во 2019 година пензионерите во Хрватска можат да работат по скратено работно време. Ова е темата, почитувани, но има и подолго нешто што ќе ви најавам нешто малку подоцна. Ова е темата на која што вие пензионерите ќе имате можност да зборувате, но и останатите сигурно кои што сакаат да споделат размислување ваше со нас. За тоа треба ли пензионерите да уживаат во пензионерските денови или пак може да работите дополнителна работа за да преживеете тука кај нас. Ајде сега ќе ви кажам и добро утро на сите кои што сте заедно со нас. Овој ден и решени да ја проследите нашата утринска програма, впрочем како и секое утро, така и ова утро, со многу интересни содржини и многу интересни разговори во студиото. Се ќе биде нешто поврзано околу големиот наш христијански празник Великден и празнувањето. Што се оние кои што си имаат своји таленти можат и на каков начин исто така да го одбележат овој голем празник, имате можност да погледнете во студиото, но јас нема толку многу да коментирам околу содржините, затоа што ги имаме подготвено. Најавите за тоа кој се ке гостува и какви теми имаме денеска низ утринската програма. 6 часот, 25 минути секогаш почнуваме, а сега, ајде, нели, секогаш на самиот почеток, со оглед на тоа дека утре веќе е 1 мај, да видиме што ни велат метеоролозите, какво време ќе не очекува во текот на денов, меѓутоа јас ќе ве информирам и за следните исто така денови што ни велат метеоролозите. Сончево денеска ќе ни биде и топло, со мала домерена облачност, а во источните делови со услови за слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Во Скопје ќе биде претежно сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурите утрински ќе се движат од 4 до 10 целзиусови степени, нормално зависно нели од кој крај на Македонија сте. И дневните ќе се движат некаде од веќе 16 па до 20, дури 7 степен таму на југ. Како и да е, тоа е временската прогноза за денеска, а еве што ни велат метеоролозите за следниве денови што не очекува во текот на утрешниот ден за сите оние кои што си планирате да го искористите на начин на кој што вие сакате во природа, претежно 1 мај за друго нешто, меѓутоа секако ние веќе си ја имаме таа навика години наназад, па така да сите кои што сте имале план да покажува тука сонце со некоја мала домерена облачност, меѓутоа од четврток, петок и сабота ќе очекуваме дожд. Температурите ќе достигнат до 20 утре и 5 целзиусови степени, а потоа нешто ќе опаднат од 19 до 22 целзиусови степени. Четврток 22, дожд ќе имаме во четврток, во петок исто така ќе имаме облачно време со дожд, во сабота исто облачно време и дождливо ќе биде. Недела, еве го сонцето за големиот наш христијански празник Великден, меѓутоа во саботата нели вечерта она што сите ние го посакуваме и сакаме да го почувствуваме, тоа е Христовото воскресение, меѓутоа можеби нема да биде толку многу дождливо, толку ете така повремено. Како и да е, ќе видиме времето не треба, јас секогаш велам да дозволиме да ни влијае на нашето расположение, немојте да си го дозволите тоа. Кога ќе видите дека ќе имаме облачно време со дожд, затоа што и дождот е добре дојден некогаш, беричете, убав е, потребен е. Така да, потребни сте ни вие секогаш, почитувани наши гледачи во утринската програма. Добро утро секое утро на Алфа телевизија. Ке ве очекувам со ваши телефонски јавувања, значи на тема треба ли пензионерите да уживаат во своите пензионерски денови, како си ги уживате, како ги поминувате, може и тоа да споделите со нас, или пак потребно е некои оние кои што се работоспособни да работат дополнителна работа за да преживеат, можеби некој од вас и работи, па може и да сподели со нас негово искуство. Тоа е првата тема од 6 часот 45 минути, веднаш повестите кои што ќе ги погледнеме, а втората слободна од 7 часот 55 минути. Сега, еве, најава за она што ги следи како наши содржини во утринската програма, вести и ве очекувам, почитувани, ајде да го испиеме, односно се подготвува првото утринско кафе, ќе го испиеме, се надевам, заедно во продолжение низ ова утро.
Во Добро утро секое утро ке гледате великденски украси од глина направени со многу љубов од детските вредни рачиња. Уникатни традиционални македонски сувенири изработени во македонска традиционална орнаментика и македонски вес. Уживаме во убавините на кањонот Матка. Джез хепенинг и работилница за деца го одбележуваме меѓународниот ден на джезот. Ги имавте можност да ги слушнете актуелните вести настани, а сега почитувани време за вас да си кажеме добро утро и да го слушнеме вашиот став околу тоа. Еве на екраните имате темата: треба ли пензионерите да уживаат во пензионерските денови или да работат до дополнителна работа за да преживеете? Јас би сакала само да споделам во Хрватска еве за пензионерите какви понуди има. Во 2019 година пензионерите во Хрватска можеа да работат со скратено работно време 20 часа неделно, а сепак го добиваат целиот износ на пензијата. За големата потреба на работодавачите од пензионери говори и податокот дека има се повеќе огласи дури кои нудат работа исклучиво само за пензионери. Например, еден трговски синџир деновиве преку огласи бара пензионирани продавачи на десетина локации низ Загреб. Уште еден трговски синџир бара пензионери и ги мотивира со следнава покана: ако сакате да работите со луѓе, вие сте срдечна и една вредна личност која сака да им го направи шопинг искуството на нашите клиенти пријатно и опуштено. Тогаш оваа позиција е за вас. И само уште нешто ќе надополнам: пред 2 години инаку Хрватската служба за вработување отвори посебна веб страна за вработување на пензионери. Инаку на пензионерите во моментов има 703 места празни во Хрватска каде што може да си работат оние кои што се чувствуваат работоспособни. Меѓутоа, гледате ли како знаат хрватите дека пензионерите повозрастните можат многу да бидат пољубезни со клиентите од искуство и од она сето што го изживеале во текот на годините. Ајде да видиме како е вашето размислување и вашите ставови за оваа тема и што има да ни кажете и да споделите со нас. Се надевам дека веќе го имаме ова утро и првиот наш гледач. Добро утро и убав ден, ако сум на линија. Да, вие сте, повелете, добро ви утро. Благодарам. Па вака сте. Прво, колку би бил среќен секој пензионер која би можел да преживее со собствената пензија. Меѓутоа, кај нас, пензијата од секогаш била многу ниска, но некогаш се живеело и се могло на некој начин да се врзе крај со крај. Овие инфлации, овие недомаќински работења, многу фактори делуваат да пензионерот не можеш да опстане со собствената пензија. Сега просечна пензија викаат дека е 19.000, не е ни до минималната плата. А кај нас претежно има нашите граѓани од 13 нека до 15.000 денари и стварно се принудени тие што се здрави, се чувствуваат здрави, да морат нешто да подработат. И многу пензионери, сакале или неќеле, се вратени во строшните куќи, колку може да ги поправат. Дворчето, место да биде со ружи, со трендафили, со цветиња, да ги прекопаат, да настават пипер, патлежа, тиквичка и така натака, да земе пече скокошки, кој може едно прасенце, така да, фактички ние мораме да преживееме, не да живееме. За да преживееме, мора да се снајдеме некај. Но што со оние што стварно прво се изнемоштени, второ се премногу стари, некои се болни, така да стварно овдека треба некој да и на тие да им помогне. Овие што се здрави и прави на некој начин тие и сами се го наоѓаат чарето. Сега работодавачите се во право што бара да се вработуваат пензионери. А тоа е затоа што млада работна снага ние немаме. Нашата млада снага негдека на друго место работи, ствара на друго место доход, овдека не работи, не може да работи, затоа што е отидена. И сега, ако сакаме ние, или ако сакаа нашите работодаваци, уште на време требаше да размислуваат за сите оние техника, машини што ги купиле да бидат секогаш обслужени
од наша работна сила, значи требаше со време да го одврзат чесето и да им дадат соодветен надоместок, значи према трудот, према квалитетот на работа и тие работници што се вика да не бегаат, да останеат тука, да не плаќаат големи цири, да не плаќаат големи услуги комунални и слично, значи да бидат дома. Да може и што се вика и нешто да подработат, значи не е исто да бидеш во дома во своето родно место, да ја обработиш и бавчешката, а сега ваму се работи само за гол обстанок. Ви благодарам за јавувањето, посакувам да имате убаво утро. Одиме понатаму, следен гледач да вклучиме и да видиме како вие размислувате за ова. Ајде, добро утро. Добро ви утро, повелете. Еден збор ќе кажам за претходниот само и ќе си наставам по темата. Како испушти да кажи бугарите дека треба Добро, да се ниту ги спомена, ниту зборуваше на таа тема, се зборуваше токму на темата за која што ја имаме поставено. Денес така да продолжите. Дозволи. Без провокации ќе ве замолам. Сакам да кажам зошто го испушти да не каже. Тоа, иначе Ајде, повелете на темата. Пензионерите, вака. Пензионерите што заработиле пензијата со пот и со труд треба да уживат и да одмарат. Додека другите пензионери што го трљале столчето цел живот и што не работеле ништо, тие треба да работат. Ама како? Да работат само да им се даде јадење доручек и ручек. Друго ништо. Затоа што тие треба да придонесат нешто за државата. Затоа што државата цел работен век што направиле, им плаќала допринос. Не си спотиле тие да заработат нити за државата, нити за себе. Такви ги има, па да речем 50-50. Видете колку администрација. Во администрација не ги подценувам. Има што луѓе работеле и со пот и со труд. Ама имало лежачи цел живот и сега излегуваат и по телевизија се јавуваат, кажуваат приказки, кажуваат делат правди, обона. А тие цел живот столчето си го трљале. Затоа викам сега, тие не по добра волја да работат, него насилно треба да ги повикат и ти мораш да работиш, да се оддолжиш на државата. Еве ти доручек и ручек, толку имаш. Само така државата може да застане назе. А не лапал, грабал, крадел и сега викни го пак на истото. Нека дојди као пензионера, ма не коди во рудник или било каде ке што има мотика, копашка што има. Таму да работи, таму да заработи. Тогаш држава ќе се опри. Сигурно Хрватска има некој терк, има некој план што тоа го направила и сигурно ги повикала тие пензионери одморените што не работеле, да ги наречам може и кодошите, и тие да ги втераш малце во каналот да се зацапа да работат. А не цел живот на рачун на државата и сега пак викни го пензионер, па под некоја сенка стави го, или дај му на столче, нека го тргја столчето цел ден, да зема платичка. И тие таквите пак ќе се пикат. Како пензионери, тие ќе им ги земат местата. Ви благодарам. Аха, има уште неколку секунди, но добро, ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ви посакувам да имате убаво утро. 6 часот 50 и некаде 8 минути, каде што, знаете, со ваши телефонски јавувања одиме се до 7 часот 28 минути, па да видиме и следниот гледач што ќе ни каже на оваа тема. Добро утро. Добро ви утро. А што да им правиме на тие што краделе дрва со коњите на градоначалниците? Тие како да ги натераме да си го платат долгот према државата за украдените дрва? Тие како да ги платиме? Видете, слобода кај нас денеска законот дозволува да се работи само до 8 сата неделно е дозволено. За пензионерите? Да, дозволено е. Земете го данок за персонален данок. Законот, значи, некои луѓе кога дискутираат покажуваат дека непознавање на законите. Ја мислам дека треба да им се дозволи на луѓето, затоа што еве така ви кажам. Дали пензионер кој се обработува земја работи дополнително? Ама тој не плаќа данок, а стварува приход, така ли е? А зима пензија.
И тоа е во ред, така нели? А оној што, да кажеме, што може да работи, а ето по сила на закон оди у пензија, тој не смее да работи, така нели? И сега после тоа не знаеш како дискутираме ниски се пензиите, ама приходите си ги криеме. Така да не гледам причина зашто на некого да не му се дозволи да работи, ако може да работи. Ако се чувствува работоспособен, зашто да не? Меѓутоа причината е зашто некој да не може да биде овчар ако сака да биде. Емки му го подобри здравието, гледаме дека таа струка кај нас е дефицитарна. Државата не знае како социјалните случаи да ги натера да работат. А зашто не му се дозволи некој пензионер кој сака да биде на свеж воздух, да изиграва овчар, да работи за овчар, да биде овчар. Значи, за здравствени причини. Зошто? Ама треба државата да си го земе делот. А тоа е данок, да ти кажам право. На Запад плати данок и умри, па што сакаш работи. Али битно е данок. Ал Капоне во Америка извршил толку убиства и нарачал толку убиства, за ништо не одговарал, ама одговарал за данок. Државата интересира данокот. Јас синоќ кога гледав емисијава што беше на друга телевизија во врска со една програма, добро, ќе биде добро, ќе земат 2.500 дарки пензионерите, ама ќе дадат 10.000 дарки. Според програмата. Ќе има трансформации, ќе ги гледаме, така да ќе видиме што ќе биде, како ќе биде. Не гледам причина да не може да се дозволи на пензионерите, ти кажам право. Добро. А тоа кој како колку работел, требало некој да му свети на некого па да види како се работело и дали се седело, дали се грејало столицата. А не да се шета по град и да се фали колку јако збори по телевизиите, па по аптеки не нема мелни пелени за возрастни. Толку пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето. Едни со други само да немате нетрпение и вакви ставови едни кон други. Значи секогаш сме кажале, еве и за првиот, вториот, третиот гледач, за сите гледачи вас, истото важи. Значи секој апсолутно не можеме ние индивидуално сите исто да размислуваме и да бидеме во една иста насока. Сега кога не ви се допаѓа нечие размислување или било што и да е, изнесен свој став, тоа не значи дека треба да имате некои негативни чувства кон истиот човек, тоа не е воопшто во ред, нели? И да провоцираме на некаков било каков начин. Едноставно кажете си го вие вашиот став и со тоа исто покажете и дајте до знаење дека и вие си имате нешто да си кажете спротивно од неговото размислување. Толку е. Нема повеќе кој што, зошто, како да го етикетираме и да кажуваме што кажал и како кажал. Секој со свое размислување и сите прсти на рацете не ни се исти, а па камоли ние луѓето да сме. Добро утро. Добро утро. Повелете да ве слушнеме. Владко од Скопје. Драго ми е. Видете бе луѓе, ние младиве ни штрекуваат, ни протестираат, немаат работа, ние ќе доаѓаме пензионерите. Ако сме биле работно способни, ќе сме работеле. Еве, јас чекам 3 години операција на колено, никако да дојдам 3 години за операција на колено? Да. Ама имав еден пех и ја изгорет прво ногата 3 степен изгореници. И сега, што да правиме ние? Ние ќе работиме, нели, пензионерите, 4 сати, не знам што, а дечки вам дека ни киснат пред болница, не им даваат плата, не ги осигуруваат. Дајте малце прво нив да ги средиме, нас пензионерите, ни се знае крајот каде ние. Ке ме насмеете, но зошто така не се предавајте? Па како не се предавајте? Еве, например, јас имам бенефициран стаж 23 месеци, сум извозел 7 милиона километри и сега до прва пак ќе возам. Не ме бива више за ништо. Само да ги работиме младите, па после ќе си дојде се на своје место. А ние пензионерите ќе си почекаме малку. Вие како ги користите вашите пензионерски денови? Кажавте дека сте биле возач, така? Шофер да кажам. Да, еве сега ќе ви кажам. Направив една фармичка. Купував пилиња. Браво. Те ќе ги фати болест, те ова, те она, од 25 пилиња не мрдна. Посадив 4,5 декари лешник, каналот пукна во Тиквешко поле, лани од април до август немаше вода. Уместо да наберам 700-800 кила, например, прв лешници, јас набрав 6 кила. Немаше вода, не можеш да ги наводуваш. И после се откажавте најверојатно од тоа, се разочаравте или?
се вратив кога да оперирам колено, ама се никако да дојдам на ред. 3 години веќе се мафтам. Тоа е долг период, 3 години да се чека за операција и не знам зашто толку многу долг период. Немаше тендер, па колена нема, па ова нема, па не знам што друго и тоа е проблемот. Се нешто недостасува, така? Да. Јас ви посакувам добро здравје. Значи, јас не сум чекал, не сум барал помош од никој, од ништо, само од фамилијата и се трудам. Па по ова што го кажавте, вреден човек сте. Да. Едно јајце јас кај што го произведував ми испаѓаше по 80 денари. Ето е тоа. Нема, све е пуштено на случајност. А нека ги вработат младите, нас пензионерите, нека ни дадат уште некој денарче повеќе и тоа е тоа. И сите мирни. Да. Ви благодарам многу за јавувањето, ви посакувам да имате убав ден и се надевам поскоро дека сето овој проблем здравствен кој што го имате ќе го решите и посакувам да е така. Па се слушаме во некоја следна можност на некоја друга тема. Да, убаво вие си изборувате дека младите треба да си имаат своји работни места, да не бегаат од државата и убави плати пред се, подобро утре. Сите се надеваме на подобро утре. Меѓутоа, ете, малку да видиме и за вас пензионерите дали вие се чувствувате работоспособни за да можете плюс нешто да си работите, затоа што има многу места кои што фалат, нели се дефицит има, меѓутоа еве во Хрватска забележавте, не мора вие да сте го работеле ова работно место во вашиот живот, едноставно бараат љубезни луѓе кои што со насмевка ќе привлекуваат муштерија. Знаете дека секогаш има такви возрастни кои што се полни со своја убава и позитивна енергија и може навистина денот да ви го направат убав. Барем јас наидувам на такви се уште и драго ми е поради тоа. Како и да ја одиме понатаму со следен гледач. Добро утро. Добро утро и поздрав до вас. Ви благодарам, поздрав и од нас до вас. И ваша телевизија да сте ме здрави и живи. И вие исто. Ја во почетоков како пензионер ќе прочитам на приказка и после ќе кажам све што треба. Во ред, убаво од ваша страна. Печалбари, отидовме да спечалиме и да се вратиме. Времето помија, не спечаливме, не се вратиме. Останавме во нивните очи, во нивните раски, во нашите странци. Сега плачиме за нашите ливади да китени со цветови. Ова е моја една песничка која ве прочитав, колку ја разбра луѓето, нек се здрави и живи. Убаво од ваша страна. Ете, на таков начин си го пополнувате слободното време, нели? Јас моето време го потполнувам на моите 80 години, сум покретен овда малце во нашата бавча, во село што има. Браво да сте живи здрави. Можам да произведам толку, ќе си донесам дома, ќе му дам ако можам, ако остане на децията, меѓутоа решението шанати пензионери отидоа в град и запустија нивите, немаше да произведат. А вие сам ли го произведувате, работите во воштарникот? Не, овашаник, тоа се во нивата горе. А во нива, добро? Сам ли или имате помош? Не, сам си одам, бабата ми е стара, јас сам одам, колку можам да произведам. Можете. Можам. Меѓутоа едно сакам да ви напоменам. Овие млади пензионери кои одат во разни фирми да работат и земат убави плати, ама за државата ништо не дават. Мора државата да стави ред, да стави некој порез за тие што работат во приватните предпријатија, во таму угостителски предпријатија, да стават некој порез да си имате ред. Денеска не се знае колку пензионери работат во фирмите, а фирмите за тие луѓе не плаќаат ништо. Ако има некој ред да се стави и ако се постават тие работи како треба, нека работат и пензионерите. А не можат да некои бидат овластени да работаат во фирмите, да плаќаат порези како што треба, а овие што земаат пензија и не плаќаат ништо на државата. Ако веќе се способни и ако можат да работат, барем нека нешто имат придобивки државата. Да. Ве разбрав. Придонес кон државата. Придонес. Тој придонес да биде ограничен во границите на можноста на тие што треба да плаќаат. Меѓутоа, нема тука хаосе. Денеска можеме да најдеме млади пензионери, обично овие пензионерите што работеле кратко, од 50 години натака, се работат по фирмите и му даваат големи плати, а затоа немаат корист државата, него има само оној што произведуваат. Така јас го разбирам тоа.
А сето друго, ако е то средено со некој закон, на кој закон ќе се плаќат ништо тие за овие што работат, може ќе биде поинако. Меѓутоа кај нас се е хаос и ова е хаос. Не можам да ви... А за се друго да ви зборувам кога таква е вистината. А што се однесува на овие гледачи што кажуваат и како кажуваат, тоа е нивна работа. Секој има право што треба да каже. Така е. Нели, во право ли сум? Да. Ви благодарам. За она што треба да го кажа, треба да има соодветно разбирање. Така е, ви благодарам многу. Ве поздравувам, ви посакувам добро здравје, да си имате убав ден, срекни празници на сите, предстојни и така натаму. Одиме понатаму со следниот гледач. 7 часот и 10 минути поминува, времето брзо некако. Добро утро. Дали имаме гледач? Добро утро, Слободанка. Добро ви утро и вам, исто така. Поздрав за тебе. Благодарам многу и од мене до вас. Па види, во нормална држава... Ама во нормално. Да, пензионерите работат за да си го продолжат животот. Да. Да останат активни. Така е. А кај нас би дошло ради екзистенција. Ќе кажам некои примери. Убаво размислување, да. Во Јапонија работеле 6 милиони пензионери од 70 па до 80 години. Од кои 2 милиона се на 80 години. Вчера имаше исто еден напис за продавачка во Англија. На 82 години е отпуштена као технолошки вишок, работела од 14 години во некоја продавница за кондори, 68 години работела. И продавницата се затвара, муштериите плачеле ради неја, поклони и донеле, подароци, и господјата вика, планирав уште некоја година да поработам, па после да идам во пензија. На 82 години. На 82. Да. Значи, тој што може, би требало да работи, да си го продолжи животот, да остане активен, доколку е здрав, доколку може. Така, да. И јас исто размислувам во тој правец. И има еден список, ми треба цела емисија да го прочитам, светски познати научници, писатели, што најголемите дела, најголемите откритија ги имаат направено од 70 до 80 година, од Микеланджело, Гете, тамо да не ги спомнувам сите. Значи, најдобрите дела над 70 години ги имаат направено. Ете, гледате ли? Браво, убави податоци споделивте, браво за вас. Затоа што и мозокот не старе, ако го тренираш, ако го вежбаш, мозокот на човекот не старе. Така е, ментална гимнастика секојдневна. Така е. Еве јас, например, работам по договор на дело. Браво. Пошто самата фирма ме замоли. Нема кадар, значи нема во Македонија кој да работи. Па реков јас, има места кои што се дефицит во државава. Се плаќа персонален данок и во државата зема значи некој приход. И јас и фирмата сите задоволни, значи ако се најде заеднички интерес, зашто би било проблем? Ако е тоа во интерес и на фирма и на вработениот. Апсолутно. Значи секој кој може, се дори те служи здравје, е добро да бидеш активен. Колку си поактивен, си го продолжуваш животот. Нема по парковите само муабети со пензионерите по клупите. Добро, и тоа е симпатично, меѓутоа да не биде секогаш, нели секојдневие до тој степен. Многу ви благодарам што се јавивте и што токму за темата зборувавте, онака што и еве јас, например, очекував некој да сподели со нас токму и пример дека вие се уште работите. Ви посакувам долг живот, добро здравје и убаво кажавте. Сите оние кои што сакаат да си го продолжат животниот век и се чувствуваат работоспособни, зошто да седат дома ако има простор и начин и време да се работи било која работа, но вие еве кажавте дека и според вашата професија се уште си работите. Ви посакувам многу успех и се разбира уште многу срекни денови. Одиме понатаму со следниот гледач и оние податоци кои што ги споделивте со нас навистина беа интересни. Ви благодарам многу. Добро утро. Добро утро, среќен убав ден, господја Илија. Ви благодарам и вам исто така среќен, нека ви е убав денот. Благодарам.
да сте ми сите живи и здрави во Македонија, далеко расејани низ светот, драги македонци. Нека се сите живи и здрави. Животот е еден и тој не е вреден. Така? Убаво е испејана песната. Од Јордан Митев, така е. Да ви кажам за еден трагичен настан, еден дел од нас не напушти. Тоа е Зико Наков, пишуваше книги и се јавуваше во емисиите. Гледам ме тражал толку рано, викам шо така? Жена му се најави, вика Зико ми почина, Бог да го прости, викам што збори? Жалам. Така да, знаете што е работат? И тој беше пензионер како ја и доста други, ама душа е мила на секој ден. Ма како не, па секако. Па да изразам исто на неговите деца, на сопругата, на внучињата, на длабоко од срце соучество. Сите ке напуштеме, фала му на Господа, не знаеме кој кога. Така е. А што се однесува до работа као пензионер, јас ако седам дома, ја имам една бавчи и баратарам со тоа. Па не се седе, верувајте ми. Ја не знам како може некој, па ако седнам на каучот, навалам си однес заспијам. Па не е ова мечка во зимна доба, отидам па се лаксирам. А каде имате бавча, ако може да споделите? Тука во Германија. Во Германија си имате посебно она што е надвор од градот, или? Да. Предпоставувам, оние бараки што се кај што има и вода за наводнување и сите можни услови. Све има. Да. Така да, синоќ работев нешто со еден колега, помага ми, сакам и ја вика да работам, иначе не се седе, добро, нема проблеми. Ама убаво е да се движиш, убаво човекот рече, мозокот треба да го тренираш. Да го тренираш, така. И телото и мозокот, видете, и физичката активност е добре дојдена за вас, пензионерите. Убаво кажавте, не само да лежите во креветот и ете, ке дојде дремката, ке заспиете и ништо од денот, така? Апсолутно. Јас знам, сакам да ви кажам и ово, дека кога ја правев куќата во моето родно Бучиште, веровали или не, дека имаше само стари пензионери работеа ми. Немаше работници тогаш. А и друго, у тоа време немавме ние овакви материјали како што сега имаме. Има. Останете на линија со оглед на тоа дека вие не се бувате нели од Германија. Јас би сакала, еве и вие ќе ми потврдите, да кажеме колку таму жените кои што се во повозрастни години си возат велосипед. Па видите, зависи како се осеќа. Со шеширот, јас имам многу доживувања токму такви во Германија, каде што ете повозрастните жени секаде одат со велосипед. Видите, низ градот секогаш кој како што ужива. Јас, пример, си извадив трамвајска карта, можам да идам секаде, а можам и со воз низ цела Германија да се возам. Веќе и кондуктора да дојде, само покажеш. Значи, само да се го поздравите. Има за пензионерите, ама здравието ако му е добро на човекот. Тоа сакав само да споделиме и да ми потврдите дека е така, затоа што јас... Има управо сте и луѓето си живеат. Си живеат. Не. Добро, сега таму е стандардот поинаков и подруг имаат расположение за тако нешто, меѓутоа не се предаваат. Ги гледам јас. Ги гледам. Да ви речам, системот ни беше на нас таков, ево сега овој ако дојдат на власт како што тоа, ама секоја промена треба плюс добри работи да донаса. Така, ви благодарам многу. Се најубаво. Се најубаво, ви благодарам за јавувањето. Она што сакав да го кажам е дека физичката активност е многу потребна и во повозрастните години. Ако сте активни, тоа е добро за вашето здравје. Ајде сега потоа ќе имаме слободна тема во 7 часот 55 минути. Ке зборувате она за што вие ке си посакате и сакате да споделите со нас. Сега реклами.
Добро утро, секој утро. Забележувате веќе јас што имам тука на пултот, на масата, преубав великденски украс, но за ова ќе разговараме нешто малку само подоцна. Борче Стојановски ќе го вклучиме сега од Автомотосојузот на Македонија, кој што ќе не информира за сите кои што имате во план да патувате. Каква е состојбата на патиштата? Добро ви утро и повелете. Добро утро и вам, ви благодарам. Во моментов сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречено, без забрани по суви коловози. Во раните утрински часови интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини сега се уште е умерен. Исто така на граничните премини од македонска страна, иако се бележи зголемена фреквенција на возила, нема поголеми задржувања за влез и излез од државата. Поволни временски услови за патување, но сепак ќе препорачуваме внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Внимателно на патните правци, каде веќе полог временски период се изведуваат работи на патот, исто така и на оние делници кои минуваат преку планинските премини, клесурите и засеците, каде има можност од појава на помали одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово, Велес, Маврово, Девар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Накратко утринава тоа беше се засега од инфоцентарот на АМСМ. За вакви и слични информации, вашите гледачи може да надобијат на телефонскиот број 15555 или доколку имаат потреба од помош на пат на 196. На сите оние кои патуваат, им посакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам и ние ви посакуваме пријатен работен ден. Ајде сега најава за она што ќе следува. Великденски украси од глина направени со многу љубов од детските вредни рачиња. Уживаме во убавините на кањонот Матка. Сега веќе и од најавите знаете што ќе следи низ нашата утринска програма Добро утро секој утро, на кое што јас на вистина морам да кажам дека се радувам. Поготово кога вака пред нашиот голем великденски празник имаме токму вакви гости во нашето студио, која Ирена си ги донесе. Ирена, добро утро до тебе. И добро утро за нашите гостинки Емили Христоска едукатор и Кристина Таневска едукатор. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Благодарам. Многу сте модерни, софистицирани, да ви кажам, во изгледот. Да. Благодарам. И вакви млади се потребни на нашата земја, кои се надевам дека тука ќе си останете. Немате во план никаде да си заминете. Така е. Тоа е за поздрав. Сега она што јас го имам и тука пред себе, ова великденско изработено јајце, овие прекрасни великденски украси кои што го разубавуваат и даваат толку една убава топлина во домовите, ги изработивте вие со вашите раце. Така е. Ние ги секоја чест морам да ви кажам, браво. Но нашата цел е да ги научиме дечиња да ги изработуваат со нашата специјална jumping clay техника и нашата jumping clay глина. Така, оперски пејач? Така е. И ликовен уметник имаме. Да. Браво. Иренче, повели. Благодарам, Слободанка. Добро утро, почитувани. Навистина преубаво ни е студиото овде со овие две прекрасни млади дами. Исто така и со овие изработки кои што ги гледате на нашата масичка, тоа се, како што кажа Слободанка, великденски украси изработени токму од рацете на нашите две гостинки. Да се ги представам и јас официјално, Емили Христоска, која што е едукатор, и Кристина Таневска, исто така едукатор, кои што ни доаѓаат од едукативниот центар Jumping Clay, овде во Скопје, инаку дипломиран музички пејач и дипломиран ликовен уметник. Имаме две прекрасни уметници овде кај нас во студиото. Добро ви утро, ви благодарам што станавте вака рано и што сте заедно со нас, со нашата публика, со нашите гледачи. Во некоја наредна прилика ќе зборуваме за вашата професија, она што сте дипломирани, ќе ни биде чест ако дојдете овде кај нас и да зборуваме малку повеќе за она што го имате вие завршено. Ама сега ќе зборуваме за Jumping Clay, тамо каде што работите како едукатори со дечињата. Овие се сега ваша изработка за Великден, така? Кристина, можеш да го доработиш да го доработиш тој великденски украс и воедно ова што ќе го доработиш ќе го подариме на еден наш гледач што ќе ни се јави овде во студиото, ама малку подоцна во текот на разговорот ќе повикам еден гледач да ни се јави и овој прекрасен украс за Великден да биде во вашиот дом баш за великденските празници. Jumping Clay, лична карта. Што е Jumping Clay?
Jumping clay, како што го кажува самиот збор, е скокачка глина. Името го добила поради тоа што кога е во таква мека состојба како што е првична глината, ако се направи во форма на топче, таа скока. Но не само што скока, него и се растегнува, мириса преубаво на јасмин, можам да покажам како се растегнува нашата глина, и таа е единствена од ваков вид. Се суши на база на воздух и се потребни околу 24 часа за да се исуши нашата глина. Единствена и специфична е со тоа што содржи сребрени јони, кои што дополнително ги чистат рачињата на дечињата и се користи од терапевтски момент, што им помага на дечињата, ја користат и дефектолозите, ја користат и психолозите, не само ние. Неизмерна среќа им дава на дечињата со тоа што со правење на фигури тие ја зголемуваат својата моторика на раце, својата самодоверба, бидејќи кога дете само ќе се изработи својата фигура и кога ќе ја покаже гордо како ја изработил, таа има сосема друга вредност. Нели? Jumping clay ја има во 9 основни бои, кои што со мешање на тие бои се добиваат и неизмерен спектар на нијанси. Многу е битно да кажам дека дечињата уживаат и дека кога еднаш ќе се проба начинот и работата со нашата глина, мислам дека тука и веќе не може да се запре. Значи не се бои, туку боите се веќе претходно добиени. Така. Не се пече како класичната глина и она што е многу важно дека е еколошки здрава, така? Содржи, како кажа, јони. Сребрени јони. Ете така. Не загадува, не прави неред, се суши самата од себе. Имаме единствена алатка што ја користиме. Таа алатка се вика Пинокио. И баш е со ликот на Пинокио, единствената што си ја користиме. Исто многу е битно да кажам дека ние сме застапени во училиштата, во основните училишта по големиот дел во Скопје, како дополнителни и воншколски активности по глина. Многу се интересни нашите работилници, ова е дел од великденските работилници што ги гледате. Секоја тема, секоја сабота во утринските часови имаме различна тема, без исклучок, секоја сабота. Имавте сега изминативе 2 саботи, така, по повод празникот Великден. Празници. Дечињата беа исклучително среќни. Има можност да се изразат својата имагинација и својата желба како сакаат нивните јајциња да изгледаат, нели? Тоа сакав да прашам, еве може и Кристина да ни каже, бидејќи е дипломиран ликовен уметник, од каде доаѓа инспирацијата за да изгледа еден новогодишен, великденски украс баш вака? Гледате од интернет или едноставно, како што кажа Емили, од оставате на фантазијата на дечињата? Па во глобала ние повозрастните нели сме позависни од интернетот и може да црпиме понекогаш инспирација од таму, но во главно децата сами по себе имаат бурна фантазија и се секогаш инспирирани, им треба само некој да им ја даде, да ги поттикне, да ги иницира и сето тоа. Нели покрај најбитната алатка што најважната алатка што ни е Пинокио, ние ги користиме секогаш рацете и умот, да. И не знам, инспирацијата им е секојдневието, нивната целосна фантазија, имагинација и секогаш се спремни за работа, секогаш се возбудени, поготово кога ќе ја видат самата глина, ќе ја помирисаат, ќе ја почувствуваат, ќе ја допрат. Тие во истата секунда се пресреќни, се возбудени дека нешто ќе направат и на почетокот се уплашени да почнат да работат со глина и стравуваат дека нема да ја направат како што треба да биде тоа добро, така? Но кога ќе увидат дека преку едноставни форми како капка, топче, ние често викаме и шпагета, кои им се познати на децата, увидуваат дека се способни да го направат сето тоа. Да. Сакав сега да позборуваме, те прекинав Емили претходно за работилниците, ама и организирате исто така нели и родендени, така кои што се многу интересни. Секој кој што ќе си ја изработи фигурата, потоа си ја носи дома, како можеби спомен од роденденот и уште поубаво споменот дека учествувале кај вас и направиле нешто ново, нешто свое, имале и тие удел, да кажам, во самиот роденден, така?
Така е, едукативните родендени се многу уникатни, интересни, поразлични, креативни, бидејќи словеникот има можност да си избере темата на неговиот роден ден. Но темата се прави од фигура и тоа си е трајно како подарок од словеникот. И секој детенце толку среќно си ја носи дома и толку гордо ја покажува на својот родител, нели, кога ќе го земе, така што тие дечиња секогаш се враќаат кај нас. Ќе дојдат еднаш на роден ден, ќе сватат убавината на нашата работа и потоа веднаш се враќаат. Знаете, дечињата се во поголемиот дел многу оптеретени од образовниот систем, постојано учат, постојано Им треба малку одишка, така? Така. Олеснување им доаѓа ова. Кога ќе не видат нас после часовите, им доаѓа како убаво олеснување. Нашите часови се одржуваат по Jumping Club после завршување на нивните часови и тие се неверојатно исклучително среќни, не знаете. И нема дете што не останало кај нас или не се вратило, бидејќи со нашите лесни форми тие оформуваат сите можни фигури. Да прашам само од која до која возраст се дечињата кај вас? Па Колку е најмала возраст кога може веќе да почнат да креираат? Зависи од детето, ќе кажам, но 4,5 години, 5 веќе се почнува со работа со глина и тоа е идеалната возраст да се почне тогаш, бидејќи се развива неверојатно многу, може да се развие во еден процес од неколку месеци, како, нели, се развива неверојатно многу. Да. Може ли, Кристина, јас ова да го покажам? И навистина е преубаво. Ова веќе, овие делови кои што ги ставаш ти, дали треба да се сушат или треба да помине 24 часа за да тоа биде... 24 часа, да, утре веќе ќе се комплетно суви. Да, еве го ова, овој преубав, да кажам, великденски украс, кој што се доработува овде кај нас во студиото. Јас ќе замолам режијата да ги отвориме телефонските линии, еден гледач да ни се јави овде во живо во студиото и овој великденски украс ќе го краси вашиот дом. Ова е корпа со великденско јајце, така, и има некои украси, ќе ни каже Кристина што значат тие. Ова е едно пиленце, така, доле како што гледам, бела рада. Многу е убаво, може да го доработиш, Кристина, за да имаме време на крај да го оставиме тука во телевизија Алфа, гледачот кој што ќе ни се јави да си го подигне од Да спомнам дека и Емили го работеше. Заедно, значи. Браво. Ние секогаш соработуваме заедно, да. Така е, тимска работа. Оно што сакам да спомнеме е работилниците. Сега е во теке овој пролетниот распуст, децата не се во училиште. Имате вие некои активности овој период или оставате за кога ќе тргнат во училиште, тамо некаде од 7 мај? Така е, после распустот ние се продолжуваме со школските активности, но сакам посебен акцент да ставам на нашите летни и зимски кампови. Тие се исклучително креативни и посебни, бидејќи се случуваат и се одржуваат во нашиот едукативен центар. Постојат веќе 7 години и ги одржуваат инструктори што се специјални за таа дејност. И ние сме таму, нормално таму се и нашата колешка Весна, нашата собственичка Маја и сите други девојчиња кои што помагаат во успешната наша работа. Сакам да кажам дека се тие специјални поради тоа што се одржуваат 8 или 4 часа секој работен ден. Се одржуваат и прошетки во Скопје и околината, во склоп на кампот. Се одржуваат и часови по пеење, танци, часови по глина, кои спаѓаат во самиот камп. Нормално 2 работилници со глина, која што е нашата примарна работа, со нашата Jumping Club глина. И се неверојатна дружба за време на летниот распуст и многу корисно и креативно потрошено време на дечињата. Така, додека се на летен распуст. Така. И гледаат во моментов и гледачите дел од инсертите, некои ваши изработки кои што вие не ги пративте, ние ги подготвивме. Значи тука не се само великденски украси, туку како што кажавте најразлични фигури, изработени се овие веќе од дечињата, така? Да. Што одат. Сега ми кажа од колегите од режија дека веќе имаме гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Поздрав за емисијата, поздрав за водителката и браво за гостинките. Преубави декорации, на вистина. Да. Еве вака, ова што го работи Кристина, го покажав јас пред малку. Ке оди во вашиот дом за Великден. Ке ве поканам во телевизија Алфа да дојдете
во наредниве 2 недели и да си го земете овој подарок, ама поубаво е ако може да дојдете денес, сутре, пред великденскиве празници. Овој навистина прекрасен подарок, великденски украс од Jumping Clay, така се вика скокачка глина на македонски, ќе го краси вашиот дом. Ова што го украсува и што го работи Кристина во моментов, таман ќе се исуши и ќе си биде се супер. Поздрав, секој е добро. Ви благодарам што не следите, останете со нас, бидејќи имаме уште убави содржини и уште убави изненадувања понатаму во емисијата. Малку те прекинав околу работилниците, сакав да прашам исто така за која возраст, дали се за сите школски деца од 6 години до овие големите што се до 9 до 14 години, дали има некое ограничување, дали можат и средношколци да учествуваат на овие работилници. Предпоставувам дека покрај тоа што ќе учат да изработуваат преубави предмети од Jumping Clay, од глина, она што е незаборавно е дружењето. Ке има, како што кажа, и пење, и цртање, и танц, така е. Нема возраст, нели, нема одредена возраст во како да кажам, во години. Би било пожелно дечињата да имаат над 5 годинки, сепак се таа школска возраст, како да кажам, и би сакала да кажам дека сите дечиња добиваат и специјална подготовка пред работилницата, се работи на одредени теми. Секој ден се работилниците? Секој ден се работилниците, се работи на одредена тема, например ќе кажам подводниот свет, и за таа тема најпрво се учи, се истражува, се гледа, а потоа најдоцна се прави таа и од глина. Се работи многу исклучително на фокус и концентрација на дечињата, бидејќи тоа во денешното време многу ни недостига, на моторика на рачења, и нашето мото е учиме низ игра. Секогаш се инсистира дечињата да не им биде наметнато тоа класичен начин на учење, него индиректно преку игра им се наметнува тоа интеракција на учење. Да. Значи, распустот може да си го поминат кај вас, ќе бидете отворени во текот на целиот летен период, така? Да. Времето дали се знае кога ќе бидат работилниците наутро, попладне, навечер? Може би ќе имате 2 во денот, како вие? Така е, во текот на денот, на работниот период, ние имаме 2 работилници од глина. И исто така, денот е во целост исполнет со дечињата. Ние се наоѓаме кај католичка црква, непосредно близу. Може родителите да ни се обратат на броевите кои што се наоѓаат на нашите социјални мрежи. Ве очекуваме сите и неизмерно сме среќни и не можеме да дочекаме да дојде моментот, да си играме, да учиме, да се забавуваме и да креираме. Да креираме со нашите дечиња. Да. Имате навистина и двете многу убава позитивна енергија, верувам дека им е интересно и на дечињата. Онолку колку што ни е и нас овде во студиото убаво интересно, во интерес на времето, јас тука ќе ви се заблагодарам. Ви благодарам што ни го разубавивте еве студиото со овие преубави великденски украси. Овој подарок е веќе готов, така? Може еве уште еднашка да го покажеме, изгледа навистина преубаво и ќе остане овде во телевизија Алфа, ќе ја чека гледачката денес, утре, се надавам пред Великден да дојде и да си го подигне овој преубав великденски подарок. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ви посакувам успех во работата и во Jumping Clay, меѓутоа и во она што си го работите вие професионално, бидејќи сте сепак во уметноста. Само за крај накусо, која ви е релацијата меѓу музиката, меѓу ликовната уметност со оваа креативна работа, со Jumping Clay? Пеете на часовите, така, покрај тоа што изработувате? Дефинитивно, но како да кажам, тој терапевски момент кажуваат кога си уметник, најчесто си уметник во повеќе сфери и области, така што ова ни доаѓа природно и како што поминува времето се повеќе и повеќе, бидејќи креативноста е нешто што се развива. И нема граница, нема крај, само можеш да бидеш подобар, поинспиративен, и секако меѓусебно ние си помагаме. Благодарам на сите колешки, си се инспирираме меѓу себе. Одлично. Така. Благодарам и јас, Ирена, тука завршуваме и да ви кажам искрено жалам што овие глини толку се специфични, можев јас тука нешто да си испробам својата креативност и да видам дали ќе
имаше некаков резултат. Ако ништо, ако имаше ќе го покажев, ако не, немаше да го покажем. Благодарам многу, се гледаме во некоја следна можност и прилика. А сега ние ќе се продолжиме понатаму со оние содржини кои што ги подготвуваме за вас. Малку до Матка да прошетаме убавините на кањонот Матка. Знаеме дека е едно од најубавите, од најатрактивните места за рекреација, за уживање како за скопјани, така и за сите странски туристи и за нашите од Македонија. Во пресрет на утрешниот ден, денот на трудот, ќе ви прикажеме една куса репортажа од Матка како идеја каде да си го поминете утрешниот ден, затоа што метеоролозите кажаа дека утре ќе има сепак сонце, од утре па натака ќе имаме дожд, но ајде за убавините сега на Матка. Екипата на нашата утринска програма денес ја посети Матка, една од најатрактивните дестинации во близината на Скопје. Кањонот Матка на реката Треска со својата уникатна убавина и огромен туристички потенцијал, со чистиот воздух, зеленилото и чистите води, е вистински магнет за посетителите ширум светот, кои што денеска тука на вистина ги сретнавме во голем број. Но Матка е атрактивна секако и за сите нас, кои што во секое време тука можеме да најдеме бегство од градскиот метеж, да уживаме во чистиот воздух и во природните богатства на Матка. Површината на локалитетот Матка изнесува 6576 хектари. Езерото Матка е најстарото вештачко езеро во Македонија, кое е создадено со преградување на реката Треска со бетонска брана за производство на електрична енергија. Хидроцентралата започнала со работа во 1938 година. А денес водата од езерото, освен за електрична енергија, се користи и за наводнување, кајакарење, пливање, нуркање и други туристичко-рекреативни цели. Матка е природен кањон, кој како географски релјеф е навистина особен, а спелеолошкиот парк е еден од најфасцинантните на светот. Во пазувите на Матка има 10 надводни и подводни пештери, од кои најпознати се Врело, Убава и Крштена. Пештерата Врело е единствената во моментов што функционира како туристичка атракција. Таа е втора најдлабока подводна пештера во Европа, со 230 метри длабочина. Сите пештери на Матка се со различна старост и големина. Богатството со природни и културни вредности го вбројува кањонот Матка во еден од најрепрезентативните објекти на природата во Македонија. Мозаикот од најразлични геолошки, геоморфолошки, хидролошки, флористички и фаунистички карактеристики придонесуваат кањонот Матка да представува едно од најзначајните заштитени подрачја во Македонија. Со одлука на Градското собрание во 1994 година, кањонот Матка е прогласен за заштитено подрачје од трета категорија и има статус споменик на природата. Британскиот магазин Guardian го прогласи кањонот Матка за еден од 10 најубави кањони во Европа. Како комплексна единица, која ги вклучува водните и копнените екосистеми, представува ексклузивно ограничено подрачје со високо ниво на биолошка разновидност, хетерогеност и ендемизам, кое се смета за еден од највпечатливите локалитети во нашава земја и во однос на биолошката разновидност и присуство на ендемски видови. Поедини растителни и животински видови кои се регистрирани на Матка имаат посебно значење, со оглед на фактот дека истите се опфатени со меѓународни инструменти за заштита на природата. На подрачјето на оваа заштитена област се регистрирани 119 вида дневни и 140 вида ноќни пеперутки. А значајно е да се спомене дека 77 вида се балкански ендемични мали пеперутки, а 18 други вида се нови за науката. Покрај многобројните природни убавини на Матка, локалитетот представува и уникатна културно-историска атракција поради големиот број на стари цркви и манастири.
Причината за градењето на голем број средновековни манастири на овој простор е пред се безбедност што ја нудел тешко пристапниот терен во минатото. Матка нуди многубројни можности за одмор и релаксација. Пикник покрај бистрите води на треска, возење со чамец, кајак или катамарани во поново време, посета на пештерата Врело, прошетка по околните планинарски патеки, а за оние најхрабрите, љубителите на поекстремните спортови, матка нуди одлични можности за спортско качување и алпинизам. Еве не повторно назад, почитувани и на слободна тема. Од мене Слободанка имате слободна тема, се до 8 часот до 8 часот и 20 минути, каде што ќе видиме што е она што би сакале вие да го споделите со нас, зашто би сакале да зборувате, дали е политика, дали е секојдневие, дали е било што и да посакате да споделите, секако дека тоа се 3 минути ваши, каде што ќе имате простор токму за она што и ќе имате, ќе ви се јави желба да зборувате. Јас се надевам дека ако ништо друго веќе го имаме првиот гледач, за да не губиме време и да не должам јас многу, да имате вие повеќе време за ваши телефонски јавувања. Добро утро. Добро утро, Македонија. Добро утро. Бог на помош. Велики вторник. Да. Дај Боже, утро вечера овие денови да ги наполниме наши македонски православни цркви, а не само 5 минути за воскресение и трче по кафаните. Небаре, нели, многу сме си спостили, нели, во еден ден така постење, прво трче по скари. Дај Боже да сабота вечер, нели, на воскресение, да се остани до крај на богослужбата, што ако ќе се кажи, таки со години наназад, нели, штом се кажи Христос воскресе, нели, во дворот на црквите, и луѓето одма си одат, земаат, кршат јајци и одма си одат. Всушност, тогаш почнува литургијата. Литургијата, да. Значи кога се кажи Христос воскресе, се чита Евангелието, се прави, нели, круг околу црква, значи тогаш почнува богослужба штом се влезе в црква. И не е убаво народот, значи, да види само 5 минути црква и одма дувнија по кафани или дома право на јадење. Тогаш почнува литургијата. И треба не со јајци, туку со нафора прво, наглавно, нели, околу 2-3 часот, да касниме нафора и после да се крши јајце, со јајце да се мрсиме. То реков, дај Боже, полни цркви, мило ми е што во Скопје, нели, се освети голем крст. Во Драчево. Дај Боже да ги чува сите луѓе во Скопје, во цела Македонија. Мило ми е што овие години. Дај Боже. Мило ми е дека со демократско, христијанско ВМРО наша Македонија се христијанизираше со градење на многу цркви, со градење на многу крстови, нови конаци, нови патишта до манастирите и фактички се христијанизира наша библиска Македонија. Да кажем некои збори на првата тема, значи убаво е секој човек кој физички е способен да работи, иако е во пензија, а преченили добро е да може да живее со својата пензија. Но како би живеел со својата пензија ако СДС како партија на власт во овие 34 години независна Македонија само затвора фабрики, само кради пензионери, ако памтите до 98 година 5 години по 12 пензии, 60 пензии ги крадеа пензионерите и нивни гласачи и од ВМРО и другите
60 пензии им крадеа по 8%. ВМРО дојде на власт 98-2002, ти 8% им ги врати, што СДС им ги крадеше. И некои пак СДСовци пензионери пак гласа за СДС, иако ВМРО им врати 8%, што партијата ни на СДС им ги зеде. Плюс им зголеми 8% нали ВМРО од 98 до 2002. СДС дојде на власт 2002-2006, па им скрати 8%. Благодарам за јавувањето. 3 минути помина, слободна тема. Да видиме следниот гледач што има желба да зборува и да сподели со нас ова утро. Добро утро. Добро ви утро и вам. Слободанке, дали слобода ќе добиеме или ќе добиеме уште поголем затвор, не знам. Времето ќе се покаже? Јас знам што ќе добиеме, но о том потом ќе зборам. Јас ќе зборам за една добра тема. Да слушнеме. Ова е последно предупредување. Кој знае, знае. Кој не знае, нека учи. Нека направат едно мобилно биро, бе, слободаните. Сите имаат телефони, бе. Мали деца си играат. Кога ќе му се јавиш да отиде да работи кај некој газда, па тој газда и да не го плати, бирото го плаќа, а тој ќе плати на државата. Ама бирото изгледа е корумпирано, бегаат како ѓаволи за тоа кога им го зборам. Зошто е така, нека размислат сите. Зошто? И се затворија фабриките, јас ќе ти кажам Слободанке, зошто ги затворија фабриките. Сите околу нас држави да работат, а кај нас ги затворија, кобајаи ќе живее како гнуа. Знаеш што е гнуа? Гнуо животно, кое се валка цел ден во некој мочуриште. Ќе јаде, ќе пие и со сламка ќе живее. Така ни направија нам, недомакините. Затоа, мобилно биро, ако не отворат Слободанке, дума ми е работова. Мицковски нека ме слушне добро. Ќе гласаме, се уште го поддржувам. Мицковски е добро, паметно момче. Они што зборуваат за него дека таков онаков, јас не му наоѓам никаква замерка на мојот отчитувач, што го имам поставено на телевизорот, што ги читам психата на сите луѓе, кој што мисли подсвесно, а едно зборува, а друго подсвесно мисли, ги фаќам и затоа ги критикувам. Некои работи не одат едно со друго. Технологијата си е технологија. Така да немам многу време да зборам. Мислам дека редно е еднаш. Дајте му шанса на овој млад народ да не бега надвор. И да не се занесуваат овие албанци, овие турци, овие такви, они онакви, овие македонци, се понистапот. Ве замолувам, една за секогаш медиумите, да бидете реални, да поставите дали сакаме да работиме или не. Тука една тема да се постави, а овие што ги режираат програмите и што испитуваат како се прави пирамида или летачка чинија или било што, тоа нека си отиде да си бара таму каде што знаат некој. Ви истече времето, благодарам за јавувањето. Ајде сега и следниот гледаш да го слушнеме, што ќе сподели со нас на слободна тема, зашто имате желба да зборувате, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Сега вака ја говорам за економијата и дивидендите. Македонија у предизборот кампања Македонија Нешто не е во ред со телефонската линија. Аграрно зајави го намали. Добро, ајде, зборувајте, да видиме дали ќе биде се во ред. Значи, ВМРО ќе добие изборите, али најповеќе треба да инвестира во земјоделието. Македонија е аграрна. Имаме фабрика на отворено. Значи, сета власт е сконцентрирана и сета индустрија во Скопје. Това не може така. А после Скопје се знае Кавадарци е. Најголема индустријска зона има у Кавадарци. Тоа е ИГМ.
и целостната дисцезија треба на земјоделско-шумарски и технолошки методолошки факултет, бидејќи најголем регион на шуми и лозарство е Кавараци. Значи, ова влада го униши скроз аграрот. И не сакам да му го спомнам на името, на тој еден олигарх се вика Свето Јанев. Само чекав моментот кога ќе го споменете. Значи, тоа е трагедија за Македонија. Не знам што толку... Ние имаме таков... На секој јавување. Некој име тие по Кавараци и по-широко. Значи, ова влада го униши скроз и потието треба да замине. После, со урбаната мафија треба едно за секогаш да се разчисти и да се да ставе крак за урбаната мафија. Ке ходи да има што прави зград. Значи, по 5 стана имат овие што се судиите. Значи, судиите ги купи оној што е олигарсот, како го викат Сашо Мија Груевски, за Скопје 2014. Значи, за тоа можеше да се направи чебрени галиште. Ние пати го направиме чебрени галиште со месец само придонес. Така не може повеќе. Значи, ова влада го униши доста економијата и земјоделието. Добро. Дали е тоа се? Ви благодарам за јавувањето. Убаво се зборувавте за земјоделието, дека треба да се обрне внимание на тоа поле и општествена гранка, да кажам, во секојдневието од живењето, поготово на местата низ Македонија, каде што е потребно да се инвестира токму во земјоделието, а она име кое што секогаш го споменувате, јас ке ве посоветувам да не го правите тоа секое јавување. Ако ништо друго. Едноставно, веќе кога ќе ви го слушнеме гласот, знаеме кое име потоа ќе следи со вашето јавување, што не е во ред веќе. Да се споменува на секое јавување, навистина не можам да ве разберам. А убаво се зборувавте на темата земјоделие, аграрот и така натаму. Сигурно дека и се бавите и се занимавате со такво нешто, па многу подобро и знаете да споделите некое ваше искуство со нас. Ајде следниот гледаш да го вклучиме. Добро утро. Добро утро, Слободанка. И вам исто така добро утро, секој е добро. Така, овде баба Роско, цело Орман да се представа. Јас се секој се представила. Они ме знаат веќе луѓето. Така е. Па сите пред мене ги слушав, сите јавувачи, секој збори од свој агол. Така е. Некој збори за црквите, па не можемо секој ден и у црква да седеме. Па треба да каже дека треба и некој ден и да работиме на нивите, така? Има ред кога и у црква, кога и да се работи. За се може да се најде време, така е. Другиот кажа таму за земјоделието, јас сум за тоа. Земјоделието да се, многу се повтара, точно тоа што кажавте. А земјоделието јас препоручувам, не само да бараме од државата и од парламентот, него да го заплеме, да не си изразам, ајде да речам рачете да ги заплеме, кај нас се вика друго нешто. Теко 1 метар земја да се нешто брцне. Тогаш ќе збориме дека нема да биде скапо. А не да легаме и ја ќе бидем овај партија, ќе чекам од неја да ми даде ова, она. Па ќе бидем овај партија, па тај ќе ми даде нешто. Па не може така. И наравно сме безобразни. Не само парламентот. Млади жени неќе да брчат ништо у нива бре. Јас сум над, да речем, у најубавите години. Во ова време во кое што живееме, тоа многу тешко нешто во последно време. Цел ден нешто брчнам у нивата. Па вие сте така научени. Скинам си наме, магдалоше, громиче, лупче, се имам. Браво. Зашто млади жени да не работат? Зашто? Чекат на социјално, чекат на партија. Тие никакви партии не се за партија. Тие се за свој интерес луѓе. Ја не ги сакам таквите луѓе. Ако сум за партија, ако заслужила, ќе ме отиде времето малку да кажам за председателот. Многу ме трогнува кога рекламира и кога многу ја напаѓа Гордана.
Ја не ми е горда на мене ништо да ја бранам. Ама не му личи до тој степен да ја рекламира жената. Ја правите како жена. Не направи како. Само Европска Унија и Гордана рекла сите да се затворат тие. Тамо го слушате, сите се го чуле тој. Негов израз. А сега рекла, што е добро да си Европска Унија. Па ќе се насме. Па гај му личи на председател така. Си забележувате вие се. Ви благодарам за јавувањето, посакувам да имате убав ден и среќни да ни се предстојните празници. Ви посакувам секако како вам, така и на сите кои што не следите. Еве овие кои што добивате телефонска линија, можеме да се слушнеме со вас. Останатите кои што, ја знам, има и многу такви кои што ја следат програмата, но не изразиле никога желба да се јават. Едноставно ве слушаат, еве вас, со кафенце утринско. Имаме исто и од оние кои што сакаат да добијат врска, не можат и така натаму. Јас ви ги честитам на сите празниците и да сте ми во добро здравје. Одиме понатаму. Добро утро. Добро утро, Слободанка. И вам исто. Добро утро, Алфа. Добро утро до гледачите на Алфа. За многу години нека ни се престојните празници. За убаво само нека е. Амен Боже. Слободанка, ја ќе се надовржам на репортажата ваша околу канјонот Матка. Добро. Тоа е прекрасно место. Тоа е заштитено со закон. Тоа е државна институција. Сакам да поставам едно прашање, кој стопанисува таму? Тоа стопанисува Блерин беџети, каде што ништо не е легално таму. Не само тоа. Не се издаваат фискални градежни дозволи, нема ништо. Предходниот градоначалник, како го викаш, Легов, тој му дозволи рекреативното езеро Треска да го уништи, гробишта се направи, 500 приколки, едно единствено езеро го имавме во Македонија, каде што граѓаните, поточно граѓаните на град Скопје, се разладува и уживаа во некои убавини, природни. Се сеќавам јас на времето. Така да, тој Блерин беџети е монструмот на Македонија, на Скопје, зборам за скопјани, го руши безправно. Ќе дојде и тој момент кога ќе се разгледува. Насила ги сменија законите и дупот во катастарот, а тоа езеро рекреативно Треска е правено со граѓанските пари, со 5 години ни одбива од, како го вика тоа, заборавив во моментот. Така да, он нема право да стопанисува со тоа, само го изруши, ги извади сите објекти, железото си го однесе, каде што го однесе, многу добро знаеме, подземниот катастар исто го извади, бакари и ред други работи, сега е таму гробишта. Се поставува прашање дали некој во оваа држава ќе му стави рака за да се тоа разгледа и да се земат одговорности на тоа. И не само не застанува тука. Сега отиде на рекреативниот базен Сарај, каде што и таму сака со сила да ги зима. Значи ова е безцелно, без крај. Без крај се неговата слобода што ја има во овој момент. Дали некој ќе поставам прашање, ќе дојде редот за да се потегне закон за дивоградби и нелегално работење на тоа. Ќе нагласам без фискализација струи и води, кој како му наплаќаат на дива градба? Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ве искористивте можноста, сте се подсетиле за токму она што ние го имавме како репортажа за убавините на Матка, но ние зборувавме нели само околу таа тема, за да едноставно луѓето од секојдневието избегаат некако и во природа да си уживаат. Во текот на вчерашниот ден токму и за тоа зборувавме и со психолог колку е потребно допирот на човекот со природата за менталното и за физичкото здравје. Одиме понатаму, а овие други пропратни работи си ги кажавте. Имавте можност. Добро утро за следниот гледач. Ајде, добро утро, Слободанке. Добро утро и вам.
Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав. Поздрав и до претходниот што ме врати во младоста. Се викаше, не му текнуваше тој збор, само придонес, што одвојувавме за езерото Треска. Младоста таму ни прајаше. Значи, беззаконие сега. Еве, држи тезата што викам, значи, дека ме слушни и поздрав до дедо Саве. Немаме ние домакини луѓе. Хаос и анархија. Прилози што кажувате. Кој ќе го спречи што го каже градоначалникот да не го спомена? Никој. Значи, беззаконие. Знаете кој ќе го спречи? Кога ќе се роди некој председател како уругвајскиот председател, што кола буба да оди на работа да нема обезбедување. Да. Премиер како Улов Палме, додеше пешки со точаче на работа. Со велосипед, да. А во наредни 20-30 години јас нема да доживам, нема да се родат такви председатели премиер. Све се тие исти... Тука се кочи сообраќај, гужви се создаваат. Во сите сегменти. Ке погледнеш ете кој поминува 3 автомобили со министри најверојатно внатре и така натаму. Лесно му е на дедо Саве да каже ќе дојде 15... И нервоза на вистина создаваат. 15 дена во селото ќе ги части пиво и со наред. Јас ке ве замолам да не си ги повикувате гледачите. Не, да. Што ви смета, што ви пречи вас господинот кој што се јавува од Германија? Зошто да го повикувате? Немате потреба од такво нешто. Македонија само 10 години овие луѓе да ги снема овие политичари и 10 години од Словенија да ни дојдат, да ни... Еве и вие, ако не ги споменете словенците дека треба да дојдат, од Аустрија дека треба да дојдат, а кој ќе ве послуша да дојдат? Никој нема да ве послуша. Знаете колку им е гајлен нив за нас тука? Ќе ги платат тука, како што ги плаќаме ние еден куп пратеници што ништо не работат. Така се плаќало. Да, 10 години нема... Бидете поздравени. Не им се даваат парите така лесно. Тоа сакам да кажам. Вие убаво се размислувате, меѓутоа често го споменувате и вие секогаш практикувате во слободна тема да ги споменете словенците. Јас мислам дека на словенците уште во времето кога е Југославија воопшто не им било грижа за останатите републики тогашни, па не сега во овие моменти, а за пари тешко тоа дека може некој да издвои толку големи суми за да дојде некој друг да раководи со државата. Не знам, оваа идеја многу некако не оди. Но како и да е, секој си има право да си го каже своето размислување и став, само да не се повторуваме, да не бидеме секојдневие нешто, да потегнеме да зборуваме и за некои други нешта. Одиме сега со рекламни пораки и со следни други интересни содржини кои што ги подготвуваме за вас и за убаво утро. Уникатни традиционални македонски сувенири изработени во македонска традиционална орнаментика и македонски вес. Джез хепенинг и работилница за деца го одбележуваме Меѓународниот ден на джезот. Ајде сега за нешто преубаво ке зборуваме и ке поздравиме нашата гостинка. Може така? Да ја поздравам. Да, прво јас, со оглед на тоа дека ние си се видовме, се изгушнавме, се поздравивме Иренче, така да доволно е за денес. Нашата гостинка е Жаклина Чукаровска-Ракотворец. Јас се воодушевувам секогаш на вас, затоа што овие вакви традиционални наши македонски, да кажам, везови кои што ги имаме на ваков начин да ги реализирате, јас навистина можам само да ви се воодушевувам едноставно. Сигурно дека е многу потребно трпение, желба, љубов пред се кон татковината, за да имаме еден ваков преубав резултат на нашата маса. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Благодарам за учеството во оваа прекрасна емисија. Благодарам за убавите зборови од вас. Секако тоа е, од срце доаѓаат и од душа. Еве, ова што јас сега во моментов го имам во своите раце и можам да го погледнам, веднаш воодушевува. И веднаш добиваш желба на сите оние наши македонци кои се надвор од границата да им подариме нешто вакво. Но и за нас да си го имаме во нашите домови. Повелете и речи. Токму така како што кажа Слободанка, сите овие прекрасни производи кои што се изработени од вештите раце на нашата денешна гостинка, Жаклина Чукарска,
долгогодишен ракотворец, веќе 24-5 години се занимавате со ракотворба, значи со ова што го вие произведувате, како што кажа Слободанка, вашите производи ги красат домовите на многу наши македонци ширум светот, дури и во Чиле беше, така? Во Перу. Во Перу, ете така. Перу, Мексико. Дури од Јужна Америка, значи до таму стасуваат вашите производи и убаво кажа Слободанка, убаво е да си ги имаме и ние овде дома кај нас. И јас ќе си кажам веднаш во оваа прилика дека ќе подариме 3 вакви прекрасни македонски производи од македонски вес со македонска орнаментика. Тројца гледачи да ни се јават овде во студиото, ќе добиете еве ова преубаво шишенце кое што го кажа Слободанка дека навистина добива човек желба да си го има во својот дом и ќе добиете по еден ваков магнет. Ова е, имаме 2 лажички и мислам дека едно ноже, значи шишенцето и оваа лажица, ова е за фрижидер, бидејќи е магнет, ќе го краси вашиот дом. Тројца наши верни гледачи кои што може веќе еве да ја замолам режијата, нека ги вклучи телефонските линии, да се завршиме со подароците, додека исто така си разговараме. Жаклина, добро ви утро. Благодарам што сте ова утро заедно со нас. И на вас што исто. ни го разубавивте, еве, ни разубавивте сценографијата овде во студиото. Имаме и една стара, навистина стара черга. Еве, ќе ја покаже нашата камера. Оваа е повеќе од 100 години. Да, тоа е од мојата баба. Рачна изработка од вашата баба. Еве, ова е навистина нешто рачно ткаено тоа. Ете така. Македонско традиционално. Да. Од кој дел од Македонија? Од Тетово. Од Тетово, да. Кој Тетовско? Да, мајка ми потекнува од Тетово. Од кој крај, ако може да... Точно од Тетово, од Поток. Од Поток? Да. Драго ми е, како некој чувство да си имав такво. Да. И за овие, кога кажав, добро, секоја куќа ги има милињата, ние ги викаме. Тие ги изработуваше мојата мајка. Јас ги имам во изобилство исто од рацете на мојата мајка и морам да кажам, дали имаш малецко тука пред тебе да го покажеме? Да, еве, господја Ирена ќе покаже. Ова е врвно уметно за мене. Јас кога гледам само се прашувам како е можно и толку. Вака дали е добро и дали ќе може да се види? По некоја шема одат и ги плетат овие Еве. Ова е уметност за мене. Голема уметност. Голема уметност, така е. Ова е уметност и веќе за жал не се ни изработува. Ретко за жал. Се поретко за жал, но ги имаме спомените. Да. Ете така. Жаклина, додека си ги чекаме гледачите да ни се јават, вашите почетоци. 24 години, значи нека да почнувате во далечната 2000 година. Да, јас почнав со накид првен, па потоа икони, да, со накид јас изработував уникатен накид, потоа икони, сувенири и така. А прво со накид. За невести, за разни пригоди. Накидот имаше исто така вака македонска орнаментика или беше сосема нешто друго? Не, тоа не беше со македонски орнаменти. Имаме веќе гледач на линија, да си ги веќе да не чекаат гледачите. Добро ви утро. Добро утро. Еве повторно женски глас. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Еве ова шишенце и ова лажичка, ова е магнет. Ќе го красат вашиот дом. Вие може да си дојдете во телевизија Алфа во наредиве 2 недели и да си ги добиете овие преубави македонски сувенири со македонска орнаментика, изработени мали шишенца од македонски вес. Благодарам. Ви благодарам и на вас што ни се јавивте. Истото, сите овие за уште двајца гледачи имаме овде подароци. Жаклина, ајде да си го вклучиме и вториот гледач. Добро утро. Ало, Добро ви утро, господјо. Од кој крај на Македонија ни се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Еве за вас исто така едно шишенце и имаме една лажичка, магнет, која што може да се стави обично на фрижидер ги ставаме ние. Сакате за вас, ако сакате подарете на некој наш од диаспората, тоа е оставаме на вас. Само јас да ве прашам, на кој терен е Алфа телевизија? Како? На кој терен е Алфа телевизија? Никогаш не сум дознала. На кој што? Каде, локацијата. на која улица? Локацијата. Во режија. Ке ви кажат колегите во режија, останете вие на
телефонската линија или Качанички пат без број во Визбегово. Еве, тука сме, не сме многу далеку, зависи од каде доаѓате, ако сте од центар, некој 15 на минути. Добро, благодарам. Ви благодарам и на вас што не следите. Ако имаме уште еден гледач, веднаш да го вклучиме во програма. Ако не, ќе си продолжиме со разговорот, па малку подоцна. Еве, имаме. Добро утро. Добро утро. Дали се слушаме? Да, добро утро. Еве, уште еден женски глас. Денеска не следат господи. Значи, ова ни е... Од Скопје се јавуваме. Поздрав до гостинката. Ви благодарам. Имате ли можеби некоја прашање на гостинката? Па преубава изработка, преубаво секоја чест. Ви благодарам, госпожа. Еве и вас ќе ви покажам. Ова е тоа што ќе си го добиете и вие. Навистина Баш ми е драго. Ете така. И на нас ни е мило што ни се јавивте, што не следите. Дојдете исто и вие во наредниве 2 недели во телевизија Алфа, ќе си ги подигнете вашиот подарок за Велик ден. Ова е шише. Да, како е изработено ова шише? Тоа е рачно изработено. Се е рачно изработено, тоа и мораме тоа се се уникати, рачно изработени за нашиот пазар, за странците, за нашите иселеници, за диаспората. И така. Со љубов ги работам. Има ли интерес на диаспората повеќе за овие ваши поготово во летниот период кога доаѓаат, они баш бараат некои вакви традиционални современи изработки. Јас тоа го изработувам со љубов, со позитивна енергија. Се гледа. Се гледа тоа на изработките. Еве, можете гледачите во живо да видат, да го видат ова преубаво шише и една кукла во народна носија, така? Како ги изработувате овие кукли? Рачно ги изработувам. Некои делови ги шијам, а некои и рачно ги изработувам. Да. И потоа се лепа, така на... Ова е од Скопскиот регион, оваа моментално кукла што ја представуваме денеска е од Скопскиот регион, народна носија. Да. И овие зелените, овие се ташнички? Да, тие се ташнички, од кожа правени, сите се уникат. Така, има и за мали, тие малите што се, за огледалца се. Да, за жените во ташна. Да. Навистина преубаво. Тоа е на почетокот, тоа е од фрстаци правен сувенирот. Една зима така јадевме фрстаци и комшиката вика, дај да не ги фрлаш, дај ти си уметник, смисли нешто. И еве направив еден сувенир тука од матка со фрстаци и со бисерчиња. На почетокот тоа што е, тоа е многу интересно, уникатно. Еве го гледаат и гледачите веќе. Да. Многу убаво. Да го покажам убаво вака. Еве, се гледа. Да. Мислам дека убаво се гледа. Убаво може да ги видат и фрстаците гледачите. Од каде да црпите инспирацијата, Жаклина? Па јас сега сакам нешто да направам интересно, уникатно и тоа го измислувам, го правам. Значи јас ги правам тие 3 компоненти, го измислувам производот, го правам и го продавам. И колку време ви е потребно еве вака ова големо шише? Еве баш сега што оди на екран. Па тоа треба околу 2 часа. Па значи не е многу. Така? Па треба да се смисли, секој е уникатно. И секоја шише си има посебна форма, така што мора да се смисли. Јас ќе почнам, па после треба да видам како што и во моментот ми доаѓа инспирација. Еве веќе одати фотографиите кои што вие ни ги испративте, ќе можете гледачите да видат се она што вие го работите. Она што сакам да кажам, покрај сувенири изработувате икони, имаме и овде една во студиото, подоцна ќе ја покажеме. Мислам дека ќе се гледаат и овие преубави изработки. Да, тоа е огледалото. Сакам да ја прашам, учествувате на многу манифестации досега во Македонија, како и надвор од неа. Колку време се подготвувате и каков е интересот на оние кои што ги посетуваат овие манифестации конкретно за вашите производи? Значи, јас имам учествувано на сите базари, на сите манифестации во Македонија, исто и во Србија, во повеќе градови на етносајми, каде што имам добиено многу награди, дипломи. Еве и оваа златна медала во Ниш ја добив на етносајмот и интересот е голем, поготово за рачни изработки. Добро, еве подоцна ќе еве вака. Да. Ова е наградата од каде рековте? Од Ниш, од етносајм.
да. Еве, може да ја видат гледачите, од Етно саем. Колку време се подготвувате за еден ваков саем, како што кажувате? Колку производи носите со вас? Па, колку еден штанд да може да се исполни. Колку сега што донесовте овде, 2 полни торби, така? Да. Добро. Дали некој од каде ја наследивте, еве, ова, да кажам, љубовта кон рачната изработка? Дали некој од вашите предци, кажавте, оваа черга што имаме овде, е изработка на вашата баба? Дали некој ви има пренесено љубовта кон моите родители, моите родители, мојата баба и така јас добив желба и инспирација за тоа да го продолжам. Значи, македонската традиција на нашата Македонија мора да се продолжува. И тоа е наш аманет, така, оно што ни го оставиле нашите предци. Дали ткаете? Не ткаам. Не, така? Не. Јас пробав, ама немам толку време. Не можам, јас сум растрчена на сите страни и не можам толку, немам време. А овие миленца, дали вие ги изработувате? Не, овие конкретно мојата мајка Даница Мушевска ги изработуваше. Јас понекогаш ги изработувам. Бидејќи гледам на овие шишиња, има и дел така малку од милен. Значи, јас многу помалку, бидејќи изработувам многу производи, додека мојата мајка повеќе изработуваше милиња, везеше гоблени и така. Тогаш било сите жени тоа да го изработуваат. А сега ја се работам многу производи, така што немам толку време да посветам на плетењето. Да, што не знаев еве дека сте од Тетово и од старата населба во нашиот град. Од Богоевски фамилијата. Да, Поток, каде што убаво кажавте, нашите мајки сите плетеле по дома милиња. Верувам дека и низ цела Македонија, но сега не можам да тврдам и да знам, меѓутоа знам за мојот град и исто кој што го споменавте гоблените. И нашите мајки пренесувале на нас черките, меѓутоа ние никако не можевме да совладаме овие уметнички дела. Јас имав еден гоблен направено, само не го донесов. Да, гоблен сум можела. Едно гобленче имам направено така многу убаво, само да заборавив да го донесам. Било многу полесно за разлика од милињата, овие многу се специфични. Милињата се многу тешки за работа. Јас имам во изобилство дома спомен од мојата мајка. Треба да си ги чуваме овие, да си ги негуваме овие спомени кои што се, како што кажав, македонско традиционално. И ние во аманет, поготово на нас жените, вака од нашите баби, од нашите мајки кои што нема веќе. Мислам дека кажавте многу малку веќе се занимаваат. Јас не познавам некој што плете. Не, мислите моментално сега вака некој дали од моите пријателки или никој. Значи ова е сега друго време. Друго време. Сосема друго време, секој време со нешто свое. Да. Меѓутоа останува и тоа печат, обележје на она што е наше убаво македонско. Она што исто така изработувате, Жаклина, тоа се и овие икони, еве вака. Свети Илија. Свети Илија. Да, Свети пророк Илија, да. Можете да кажете како е оваа икона изработена? Тоа се продукции, рачна изработка и исто така и Свети Николова тука што е доле исто така уникатна икона. Да, а ова дрвото од каде го набавувате? Свети Никола. Тоа дрво јас го купувам, а потоа го изработувам како во моментот што ќе добијам идеја. Така, ова вака, значи се е од... Да, тоа све јас рачно, да. Ви помагали некој? Да, мојот син Стефан Чукарски. Да. Тука е за испомош како денес кај што Мора, не можам се сама. Така. Да. Еве вака сега, кога, например, одите на манифестација, така? Или на некој саем, базар, како што кажете, на ракотворби, зашто најмногу луѓето кои што ги посетуваат овие базари, кој производ им е најинтересен? Вие што го изработувате? Шишињата и куклите. Шишињата и куклите, да. Интересни се овие штипките, тие се уникат. Една моја пријателка купи, ги однесе во Авганистан и американците кои ги виделе тамо, што е ова? Нешто многу интересно, да. И така. Овие штипки се, да, мислам дека еве се гледаат. Да, штипките се интересни. Правам магнети во вид на срце, да, тоа е појасот. Ова е појас. Да, правам појаси, да.
Ова е појас конкретно за носија, така? За народна носија, да. Може бел фустан и да се стави да, пояс. Комбинации има, да. Или црвен како. Има и ташниче, така еве го овдека. Да. Овој појас, значи, е за народни носи. Јас правев и за мис на Македонија, која ја репрезентираше Македонија во Филипините, еден сличен ваков појас и сите беа задоволни и изненадени како убаво сето тоа е изработено. Изгледа, да, вистина убаво. Тоа е првата торба кога почнав, значи, со сувенири што ја изработив. Колку е стара? 25 години, 24 години? 24 години. Кажавте првата таа торба? е 24 години, да. Стара и многу ми е драга. И не е на продажба? Што не, сте ја не, зачувале? таа во мојата работилница во мојот дуќан се ја чувам. Така, како спомен, како украс. На што работите во моментов? Има нешто што работите во работилницата, претпоставувам секојдневно нешто сега конкретно имам порачка на некои икони, имам порачка, сега ќе почнам и со бакарни икони да правам. Ми се јави една пријателка Сонја и се сонило дека треба Богородица и Исус да подари и тоа од бакар. И сега јас ќе почнам да произведувам икони од бакар, така што нешто ново. Да. Нешто ново и сакала да подари во црква во Кумановско едно село и сега таа инспирација јас ја добивам, нешто ново. Да. Значи 2000 година јас се решив нешто да правам уникатно и што нешто ќе остане позади мене. Значи, ние имаме краток живот, но треба нешто да остане, да оставиме позади нас. Значи, јас имам изработено многу производи, икони и така натака, што ќе останат после мене и тоа ми е многу драго. Да. Имате ли нешто што ви е најдраго, некој производ кој што кажавте, ова ви е првиот производ, не можете да се одделите, што ви е полесно да изработувате? Иконите, овие куклички преубави, шишињата? Значи, конкретно се ми е задоволство да изработувам, поготово кога ќе дојдат на мојот штанд, значи се презадоволни. Затоа што на нашиот пазар има многу кинеска роба, јас се ова рачно изработено и се воодушевуваат луѓето. На еден базар дојде нашата пејачка Есма Реџепова, што го има поминато целиот свет. Значи нема место на каде што. Она кога застана на мојот штанд, тоа беше многу богато тогаш, и она беше изненадена. Вика, јас сум поминала целиот свет. Значи ваков штанд со вакви производи немам видено. И јас, значи, такво воодушевување кај мене остана. Значи, луѓето нема кој нешто, кој дошол на мојот штанд, а не се изненадил. Значи, пријатно е за око, а сите производи се уникатни. Иренче, ќе ми дозволи за черката да се вратиме, ме интересира. Дали во вашето семејство, со оглед на тоа дека сме од Тетово. Сега, мојата баба на времето имала разбој, не знам дали вие сте имале во семејството разбој, каде што се плетеле овие черги, изработки на черги и слично. Сите стари куќи во Тетово, на два бреста, во населба два бреста. Да, па таму е два бреста. Да, поток, сите стари куќи имаат вакви черги по дома, Иренче. Па и во некои етно ресторани низ нашиот град исто така може да се забележат, затоа што се навистина специфични и не секојдневни и секако исто со елементи од нашата македонска убава традиција. Да. Тоа сакав да знам дали сте имале разбој. 100 години, така? 100 години. Како ја чувате, како ја одржувате, како ја заштитувате од молци, бидејќи изгледа како нова? Многу внимание и посветувам, бидејќи тоа нешто ми е многу драго. Тоа како вчера да било откаено. Многу внимание се посветува и тие се многу нежни работи. Што мора да се посебно чуваат и така. Добро, јас, Жаклина, имаме уште многу што да разговараме со вас, ама тоа
ќе оставиме за некоја наредна прилика. Да. Ги потрошивме полека минутите предвидени за овој разговор. Ви благодарам што бевте наша гостинка, што ги представивме вашите дел од вашите производи, бидејќи тоа се многу уникатни, рачно изработени. Мораме веќе за жал да привршуваме тука со разговор. Секоја чест. Ви благодарам за поканата за учеството на оваа прекрасна емисија. Благодарам на вас водителките што се прекрасни и се надевам на повторна следба. Се надевам и јас, па ќе се видиме може и во Тетово. Некаде низ стокаците стари наши убави улици. Благодарам, секое добро. А сега во продолжение почитувани ние продолжуваме на сосем некоја друга тема, каде што е подготвена нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска, каде што ќе најавиме за нешто што ќе се случува, е поврзано со джезот, меѓународен ден на джезот. Нешто повеќе за тоа, Ивана, добро утро и повели. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите гледачи на Добро утро. Секоја утро ве поздравуваме од паркот Ибни Пајко, каде што веќе се подготвува денешното одбележување на меѓународниот ден на джезот. Стартот на настанот ќе започне во 13 часот и со тоа Националниот джез оркестар се приклучува 8 година поред кон одбележувањето на меѓународниот ден на джезот. Но повеќе за тоа што се ќе се случува овде со почеток во 13 часот, ќе да знаеме од Гоце Стевсковски од Националниот джез оркестар. Ќе ви посакам добро и убаво утро, честито да е празникот, меѓународниот ден на джезот. Ви благодариме. Денеска 13 часот веќе може да забележате и гледачите дека речиси се е подготвено за почетокот на одбележувањето на овој значаен ден за културата и музиката, што поточно ќе се случува. Па како и секоја година, оваа година имаме припремено во програмата, значи джез за деца, тоа е започнува во 1 часот, значи попладне, така да после тоа ќе се представи Сашко Николовски со нова музика, па потоа Фани после една прекрасна словенска музичарка која што е со нејзиниот бенд, па еве да ја најавам програма во почнав тоа да го правам, па Богданци квартетот, па ќе настапи Лана Јањанин, една вокална интерпретаторка од Хрватска, потоа Джијан ќе се представи со својот магичен оркестар и на крајот имаме гости од Куба, така да мислиме дека ќе успееме да задржиме вниманието на публиката кроз целиот ден. Да, целодневен настан пред празничен, убаво време, сончево нели да се биде дел од овој настан во паркот Ибни Пајко. Колку сте задоволни еве вие од изминатите 7 изданија на овој настан, како се одржува и каква беше посетеноста? Па ние почнавме скромно на почетокот уште како здружение кога се оформивме. До сега на овој фестивал во различни варијанти беше правен во изминативе години, меѓутоа последниве 3 се прави на оваа локација и го замислуваме како општ хепенинг, нели, отворен настан за публиката да дојде да може да присуствува, да ужива во различна музика и така натака. Иначе генерално сум супер задоволен. Јас како организатор, да кажеме, заедно со моите другари и пријатели кои што го организираат тоа, така да тоа е тоа. Мислам што го правиме ова. Пардон. А какви се очекувањата од денешниот It's All About Jazz или се што е поврзано и во врска со джезот? Мислам дека ќе биде супер. Обично секоја година се молиме за времето да ни се погоди, оваа година се погоди времето. Јутоа ќе имаме повеќе сонце веројатно отколку што треба, меѓутоа нема да не спречени или да се поминеме во тек на денов, како што кажат најпретходно. Очекувам да има посетеност, пошто еден од поубавите настани кои што се случуваат на отворено во Скопје и во Македонија, така да во изминативе години имаше посетеност некаде кроз денот околу 2.500-3.000 луѓе сигурно. Така да ја очекуваме истава бројка, иако е работен ден,
Сметаме дека ќе има поголема посетеност фестивалот и дека ќе продолжиме со исто темпо и понатака. Да, сонцето не треба никако да ни биде пречка, затоа што овде имаме премногу чадори со кои што секако нели публиката ќе биде заштитена. Да, во 13 часот започнува нели онаа детска програма. Што поточно еве може да слушна да видат децата и за која возраст е наменета? Наменета е од 3 што се вели до 17, ајде. Кај што дечињата од најмала возраст, да речем, они имаат можност да се запознаат со инструментариумот кој што се користи обично во ваков вид на оркестри, во джез оркестри, така да ќе имаат можност да се дружат со членовите на Биг Бендот, потоа Гордан е како едукатор ги анимира со подредена композиција, па заедно пеат, потоа имат можност исто да се качат на бине да видат како тоа изгледа, за да ако му се допадне случајно на некој дете, или да продолжи по нашите стапки да се занимава со музика. Така да, отприлика, тоа е работилницата, другото го рековме преска. Каква е джез културата, джез публиката во Скопје и во Македонија? Па јас би рекол дека е супер. Тоа си трае кај нас, имаме традиција и покрај Скопскиот джез фестивал кој што е повеќе од 40 години. Нормално ние се занимаваме исто како музичари повеќе од 30 на година веќе со овој правец, меѓутоа факт е дека последниве, да речеме, 8 до 10 години има добра експанзија, да кажеме, на групи, на нови материјали, на нови джез продукции, така да супер е, мислам, буквално има доволно, како се вика тоа, и продукција, и музичари, и публика, да. Да, Скопје некако асоцира на джез, може би благодарение нели на джез фестивалот кој што го споминавте, кој што навистина со децени постои. Јас ќе ви го честитам уште еднаш овој голем и значаен ден за джез музичарите, меѓународниот ден на джезот. Ви посакувам убав ден, убав настан и секако да имаме уште многу повеќе настани поврзани со джез културата, джез музиката за кои што ќе зборуваме во иднина. Благодариме. Така, Слободанка ќе ги поканиме еве сите луѓе кои што сакаат денеска на ова прекрасно сончево пролетен ден да уживаат овде во паркот Ибни Пајко во джез музика. Навистина денеска Скопје е некако релаксирано, мирно, дури го нема ни оној типичен сообраќај на метеж кој што го има во раните утрински часови во Скопје, веројатно нели поради празниците, неработните денови, но и поради распустот на децата од основните и средните училишта, па така што навистина вистинско време да се ги земете вашите деца и во 13 часот да видите дел од овој навистина многу интересен и културен настан, да ги запознаете малку повеќе децата со джез музиката, со инструментите, па можеби секако како што спомене Гоце ќе им се роди љубов и на некој од дечињата понатаму да продолжат да се занимаваат со музика. Ивана, многу благодарам. Секоја музика е добре дојдена, а джезот исто така е многу добре дојден, како што кажа и за дечињата од помала возраст, за едно опуштање и релаксација. Поздрав и до гостино се разбира и ќе ги поздравам сите наши гледачи. Еве, ќе искористам да ви посакам преубави празници во убав дух, во убаво расположение. Останете вие и понатаму со програмата на Алфа телевизија, а утринската Добро утро секое утро тука завршува, но одиме понатаму со следни содржини.